Здраво, драги родители! Добре дојдовте на уште едно видео за свесното родителство. Ова видео исто така ќе биде продолжение од претходното видео, каде што го објаснував првиот чекор од првата фаза од најновата книга на Шефалица Бари, наречена Родителска карта. И значи во ова видео продолжувам со првиот чекор, со содржините од првиот чекор, кој што Шефали го нарекла фокус на вистинскиот проблем. И кога ќе дојделе родителите кај Шефали во незината канцеларија со својот проблем родителски, и Шефали веднаш ќе им изслушајќи ги прво и ќе знаела да ги упати зборовите: вашето дете не е проблемот, и тогаш тие ќе ја одговореле: добро, ако тогаш моето дете не е проблемот, тогаш кој е проблемот? И таа ќе им одговорела: вие сте проблемот, родителот е проблемот. И тогаш родителите веднаш давале отпор на тоа нешто. Меѓутоа Шефали ги советувала, им велела: јас потполно ве разбирам, значи некој да ви каже дека во проблемот со вашето родителствување дека вие сте главниот проблем, и тоа навистина представува еден горчлив лек кој што треба да го испиете. Меѓутоа јас сум тука точно и заради тоа, за да ви објаснам дека досегашниот начин на родителствување преку традиционалниот модел е модел кој што навистина фокусот е цело време фокусот насочен спрема детето, кој што предизвикува навистина големи дисфункционалности во релацијата помеѓу родителот и детето, со преку насочување на токму на родителот на фокус кон тоа да се создава тоа едно перфектно дете. И таа вели: дозволете ми јас да ви објаснам колку е токсичен овој пристап. Но родителите на средбите како и преоѓале со зборовите, тоа навистина звучи доста вообразено. Сакаш ти, Шефали, мене да ми кажеш дека родителството е токму заради мене, а не заради детето? Дали ти сакаш да ми објасниш на некој начин дека проблемот кој што сега го имам јас со детето е моја вина, или пак некои други родители ќе се обрателе: па моето дете постојано има напади на бес, како можам јас да бидам проблем кога тоа го има бес од кај себе? Или пак друг родител ќе речел: како можам јас да бидем виновна за состојбата на моето дете кога тоа има социјална анксиозност? И така натаму. Значи, ни сите овие средби со родителите, таа заклучувала колку многу родителите не сакаат да бидат обвинети, не сакаат да преземат вина, затоа што премногу сериозно го сваќаат родителството, така што секој напад врз родителот на некој начин тие го чувствуваат како повреда на нивното кревко его. И така да, значи, родителите често и се обраќале: како ти дозволуваш така нам да ни подметнуваш такви идеи кои што придонесуваат кон тоа ти да не правиш нас дека ние сме виновни за она што се случува во односот со нашето дете. Меѓутоа Шефали постојано ги советувала и таа им велела: слушајте, драги родители, како многумина од вас и јас имав такви погрешни идеи за тоа што значи да се биде родител, што значи да се биде мајка. Мислев дека доколку само се фокусирам јас на моето дете, дека тоа ќе биде во ред, ќе биде најдобро дете, најдобро јас ќе можам на тој начин да го изродителствувам своето собствено дете. Меѓутоа, треба да разберете дека постои начин преку кој што јас можам да ви покажам колку навистина е извртена оваа идеја и оваа перспектива за тоа дека постојано нашиот фокус треба да биде спрема детето, затоа што тој во последно време се повеќе и повеќе се покажува колку тој фокус спрема децата навистина е штетен. Затоа што културата
и те како ни ги има испрано мозоците и не збркала ние да веруваме дека добар родител е оној кој што постојано е фокусиран да воспитува едно совршено дете. Значи, ние веруваме, ние сме во едно такво верување дека можеме да искреираме, можеме да негуваме, можеме да создадеме едно перфектно дете кое што ќе има перфектно детство. Меѓутоа, таа вели, зарем ова не ви изгледа како еден преголем притисок и товар за вас како родители, затоа што во 90% тоа нема да се случи, а кога ќе се случи тоа нешто, тој товар вие едноставно му го пренесувате на вашите деца затоа што не можете да го издржите. И таа вели, дали знаете тој товар колку е силен и уништувачки за вашето дете. И таа вели, токму заради тоа верување од страна на родителите дека мислат дека треба да пораснат дете кое што истовремено треба да биде и креативно, уметнички настроено, музикално, спортски тип да биде интелектуално, да биде љубезно, да биде со авантуристички дух, изгора на тоа да биде постојано среќно дете. Овде навистина, драги родители, таа вели, ние сме прилагани од културата и од нашите масивни ега, каде што всушност и веруваме во сето тоа. Веруваме ние дека сме до толку посебни што можеме се да бидеме. И тоа нешто го пренесуваме врз нашите деца. Меѓутоа, кога тоа нема да се случи, сваќаме во суштина колку сме просечни. Меѓутоа, културата, бидејќи нас не учи дека просечноста е неприфатлива, тој неразумен товар за една изворнена посебност наша и со тоа испреман, значи тој товар му го носиме и на нашите деца, навистина представува еден преголем притисок за кој што му го носиме на нашите деца. И затоа таа вели дека целиот тој притисок потекнува од едно токсично верување кое што го создал тој систем на верување во нашата култура. А тоа верувањето дека доброто родителство подразбира подигнување на дете суперзвезда. И се додека ние како родители размислуваме на тој начин, ние ќе бидеме во насока постојано да ги поправаме децата и кое што нешто води кон едно нивно микроменаџирање преку манипулација наша, преку тоа да се обидуваме постојано да ги менуваме нашите деца. А сето тоа придонесува да се изгуби природноста на детето, да се едноставно да се изгуби сјајот и светлината кај детето, да се изгуби живоста кај детето. И како резултат на тоа, кога ќе видиме дека не можеме тоа да го направиме, да направиме една промена кај нашите деца до тоа ниво, ние паѓаме како родители со духот и влегуваме во еден циклус од негативни емоции. И таа вели, особено ако сте родители кои што сте на 40-тите години или повеќе, вие досега сте сватиле дека единствената личност која што можете да ја промените е самите себе си. Така и со родителствувањето. Значи, тука лежи вистинската опасност, зашто нам на родителите ни е кажано дека главната мисија на родителот е да го промени своето дете, да го коригира во насока на создавање на совршено дете. Но кога тоа ќе се случи, ние влегуваме во една беспомошност и сме лути, бидејќи сме беспомошни, почнуваме да викаме, почнуваме да врескаме, почнуваме да ги казнуваме нашите деца, со цел да си ја оправдаме нашата неспособност, нашата беспомошност и затоа што до толку веруваме дека наша света должност е да ги поправаме во насока на совршено дете. Да го поправаме детето во насока на совршено дете. Меѓутоа, свесното родителство представува еден нов концепт кој што ги кажува, значи, јасно, на виделина ги отвора и ги покажува сите токсичности на овие верувања кои што се настанати во самата култура. И затоа таа вели дека токму поради тоа потполно е
целосна промена на фокусот. А која е таа промена? Промена од фокус на дете кон фокус на родител. Значи, наша задача и одговорност како родители е да почнеме да го создаваме новото јас, да се преродителствуваме, да создаваме нов родител, и затоа што кога ќе го смени родителот фокусот, и како играта и динамиката во самата врска помеѓу родителот се менува, во самото родителствување се менува, и така да вели, замислете каква разлика настанува кога секој родител претходно од почеток би знаел дека родителското патување е заради подигнување на себе, прво на себе си како родител, значи родителот да почне да работи на себе, да ја постигнува постепено својата зрелост, да почне да работи на себе кај што ќе ја достигне својата најдобра верзија, за да може тоа нешто да му го предаде на своето дете и да може преку својата најдобра верзија да ја види суштината, вистинската суштина на своето дете и како значи да се постави тој самиот себе пред своето дете. Но кога сме ние постојано фокусирани на коригирање на нашите деца и на креирање на детство кое што ќе биде спрема нашите очекувања, ние и како се однесуваме како несоодветни менаџери, како несоодветни контролори, и навистина тогаш сме лоши газди за децата и децата нас не доживуваат како најстрашни кошмари со кои што мора да живеат. И затоа вели свесното родителство токму ја менува ова состојба, бара од родителите да ја смени енергијата внатре во врската со детето, од енергија на контрола да влезе родителот во енергија на поврзување. И наместо ние да сме постојано во една состојба во која што сакаме ние да ги учиме нашите деца, ние да ги водиме слепо, затоа што мислиме дека се знаеме, ние да олабавиме малку, едноставно да се опуштиме малку и да почнеме да ги наблюдуваме нашите деца, ние да почнеме да учиме од нив. Значи да ги оставиме тие нас на некој начин да не водат. Наместо ние да изигриваме нивни шефови, нивни менаџери, да настојуваме да станеме нивни сојузници. И ќе видиме колку целата наша енергија во тој пристап и како ќе на фундаментално ниво ќе се смени. И оваа промена вели ше фали во фокусот и како внесува свесност во врската со детето, затоа што родителот постепено станува свесен тогаш дека родителството не е за тоа што прави или што не прави детето, туку како јас одговарам на детето, како јас се чувствувам кога детето несоодветно реагира, како јас емоционално се подредувам со своето дете, со она што го покажува детето пред мене. И токму затоа што токму овде лежат најголемите товари, значи ние ги носиме во врската со нашите деца, нашите минати товари, и вели ако нашето дете например неконтролирано доживува постојано емоции или покажува непочит спрема нас, значи свесното родителство е тоа кое што не учи како ние да се представиме пред детето во тој момент, како одговараме кон него, како се чувствуваме реакцијата од нашето дете, како во тој момент емоционално се справуваме со сето тоа, какви мисли во тој момент ми поминуваат низ главата кога детето несоодветно реагира, или дали јас посакувам да почнам да какви чувства и емоции, дали сакам да викам, дали ми доаѓа да врескам, или пак смирено можам да ги поднесам и сакам да му придам со една мирна енергија на моето дете. Значи, дали јас премногу лично си ги земам емоциите на моето дете? Дали се обидувам да бегам во тој момент? Дали се обидувам да се борам со детето? Или едноставно замрзнувам? Значи, вели се е до нас родителите. Значи, и родителствувањето е токму поради тоа. Токму поради нашето реагирање во односу со детето. Значи, не е
заради детските чувства, заради детските расположенија, заради детските реакции. Не е заради тоа дали децата се одлични ученици, дали се одлични студенти, не е заради тоа дали се послушни или не се послушни, дали се непочити или дали се среќни. Се е заради нас како родители, родителите и се заради, значи, повторно заради нас, затоа што ние ја држиме моќта во врската со нашето дете. Од нашиот емоционален одговор спрема реакцијата на нашето дете зависи во која динамика, каква ќе биде динамиката во односот со нашето дете. Значи, се зависи од тоа како родителот реагира на начинот како одговор. Затоа што на крајот Шефали вели родителу, драг родителу, кај тебе е клучот на детската душа. Драги мои, тоа би било се за ова видео. Имајте убав ден, се гледаме.